Кој е клучот на среќата? Да го имате Антонио во студио без апсолутно никакви обструкции сите овие 5-6 можеби години на Телма телевизија. Мислам дека тоа покажува за неговата одговорност, конзистентност, карактер, достоинство, дисциплина кон себе, кон животот, ама и кон клиентите кои што ги има постојано во неговото окружување, и велам дека секој пат кога ќе се потпрете на неговата исхрана, тешко е да се одвикнете, барем од искуство од мои пријатели кои што има за жал некој пат и здравствени проблеми, неколку пати сме го посведочиле тоа како состојба, кога ги упатив и дознаа за твоето име кој одекна пред неколку години како еден од нашите најпознати нутриционисти, денес можам да кажам со чести привилегија да те има човек вистина да те слушне, да ги слуша, да ги обсервира твоите одговори и совети. Затоа велам, моите пријатели денеска тешко се одвикнуваат од навиките кои што им ги создаде сиве овие години преку програмата на Ајде да јадеме, па така што денес повторно за квалитет, успех и една долготрајност и издржливост, денеска апропо подготовката за појадокот со Антонио во оброкот на денот. Добро ви дене. Добро ве најдов. Вчера баш еден имав муабет, ме прашува како оди нели со нутриционизам, дали како оди работата. Викам не е лесно, нели? Меѓутоа сме многу малку луѓе кои што работиме, многу малку сме нутриционисти кои што работиме еден на еден со клиенти, кои што ги сослушуваме клиентите, нели, што сега се оди на оние готови програми без да се има контакт со клиентот. И средба очи во очи што се вели, да. Значи нема муабет, така да јас мислам дека успехот на еден нутриционист, не само мој, туку на сите што се успешни, е тоа кога ќе седнат и ќе го сослушаат клиентот и ќе направат муабет со него, а нема да го третираат како еден од толпата и нели со некои општи програми генерирани од некој алгоритам. Бидејќи си од светот на медиумот делумно, меѓутоа си од светот на нутриционизмот последниве, нели, да речам 10 години активно се имаш вклучено во оваа заедница, пред се со академско знаење. Некој пат сум се прашувал за себе, да речеме, доколку би било светот каде што се многу се конзумира, нели, зборам за содржина, си видам некој пат веројатно многумина ќе се прашуваат кај сум ја, што правам, дали доволно правам и така натаму. Препоставам дека можеби ти се пролекуваат прашања. Ова ти го поставам како прашање, бидејќи многумина денес ги користиме нашите социјални мрежи и тоа се нашите можеби сопствени медиумски куки, со кои што комуницираме со најчесто е така и го одбегнуваме правото да слушнеме некој кој што е апропо Антонио, нешто што ќе ти даде насока, пак ќе кажам, подкрепено со знаење и искуство. Прво реториката и искуството со клиенти, место да се навикнеме да влеземе во неговиот свет. На знаење ќе се потпреме нешто многу површно. Не знам кој е отпорот тука, меѓутоа затоа велам дека многу се важни вашите присуства во медиумите. Колку и некој пат да ги имате вашите активности поврзани со клиентите. Ако видите се верува лани, например, бев во еден подкаст лани летото, кога беше и баш дечкото што го води подкастот ми постави слично прашање. Вика, зошто вика кога веќе има нутриционисти кои што нели со научна основа го зборуваат тоа, зошто вика не ги слушаат луѓето толку нив, туку ги слушаат некои, да речеме, лаици во таа област. Не дека го дискредитираме правото некој да се изнесе секој може да се каже, нели? Јас викам затоа што нивниот став е секогаш многу едноставен и е во крајности, нешто што на народот му е лесно за сваќање. Значи, во стилот, не јади тоа, мораш да едеш тоа и тоа. Мислиш дека немаме трпение, го загубивме трпението? Да, мислам дека кога некој ќе каже дека вистината е некаде во средина, па може и вака, ама може и така, може ова е исправно, ама може и да не е исправно, и веќе некако почнува да се заматува јасноста на информацијата, а овие нели ќе кажат, еве сега баш некој ми пиша, што ќе кажете за тоа дека сите ги забрануваат млечните производи кај постари луѓе. Зошто генерално да го правиме тоа, нели? Како и сега ќе речам, па добро, кај некои може би треба да се забранат, кај некои, да, тоа е важно, на малцинство. Напротив може да им се добро дојдени. И сега кога ќе го кажам, тоа некако е по-тешко за сваќање, ама кога ќе речам, да, не смеат старите да јадат млечни производи, смеат само таа до таа година, или како што ме прашуваат колку јајца смееме да јадеме на ден. И сега секој очекува, нели, во стилот, како беше некој ми прати, од колку сарми се умира. Нешто во тој стил коментар. Од пред многу сега, така, да речам сега, да кажам на сите, само 2 јајца смеете или само 3 јајца смеете на ден, кога јас нити ја знам исхраната на некого.
И тука кога ќе се забрани или кога ќе се стават некои строги правила, полесни се за сваќање отколку вистината. Имаш чувство проста дигресија дека се унифицираат некои методи и техники за исхрана постојано, а не се дава простор и право на нешто што значи индивидуална субјективна програма. Не, индивидуалното нема никаде, не се пробива никаде. Се општи информации. Ние кога ќе отидеме денес на лекар, ни даваат општи информации. Значи, сега во последно време, на пример, бидејќи јас најчесто работам со луѓе што имаат проблем некои со дигестија, во последно време, на пример, лактозата и глутенот се најголем непријател. И кога ќе отидете на лекар, кога ќе отидете по неколку врати, тоа е вистина, да, и нема да добиете никаков одговор, на крај ќе ви речат вие сте нетолерантни на веројатно сте нетолерантни на лактоза и на глутен, што има врска, нели? Меѓутоа денеска секој втор тоа му се диагностицира. Јас после ќе ги прашам луѓе, па викам, а јадеш ли млечни? Па јадам, вика не чувствувам ништо, ама ми рекоа така, па викам ако не чувствуваш ништо, значи не си нетолерантен на лактоза, нели? Или глутен. Веројатно не можам да поднесам глутен, ама јадам интегрален леп, па интегралниот леп или не интегрален, секој има глутен, нели? Ако не го толерираш, нема да го толерираш во никаков случај. Дискрепанција сега мала. Така да мислам дека тие општи правила владеат, а индивидуалните разлики некако се скроз занемарени. Затоа е многу важно, бидејќи јас освен тоа што си редовен, и тоа ми се допаѓа дека се обидуваш и покрај твоите дневни активности поврзани со работата, со клиентите, семејството пред се и така натаму, успеваш да искористиш простор и време да ги едуцираш и советуваш сите наши сограѓани преку тие, да речам, твои појавувања, јавни дискурси на подкасти и она што е важно, ќе ти честитам, секој пат се обидуваш да најдеш простор и време да бидеш присутен на панел дискусии кога станува збор за нели теми за храна и нутриционизам. Тоа ми е пасија. Па верувам и затоа второто полугодие така го почна во животот. Затоа велам дека е многу важно твоето јавно појавување и тука да се направи разликата во етерот. Сега ние панел дискусија немаме, меѓутоа секој пат со твои појавувања знаеме да начнеме некои работи. Имаме оброк за кој што ќе говориме, меѓутоа може да ми појасниш едно видео кое што ќе го погледнеме и така да даме една траекторија на оброкот на денот. Да, значи видеото ќе го видиме, тоа е дел од оние, нели, најчесто во фитнес културата денес расширени, дека што треба да се јаде, што задолжително мора да се јаде за доручек, а што не смее да се јаде подоцна или за енергија во текот на целиот ден, да имаме енергија во текот на целиот ден. Многу поедноставени ставови се, така што може да го погледнем, не знам сега дали да го коментирам можеме да го погледнеме тонски целосно, а потоа ќе си иде за оние кои што ќе го пропуштите, пак ќе си оди како видео. If you eat toast and 2 fried eggs for breakfast, you'll be hungry in an hour. The bread will spike your blood sugars. 2 eggs just isn't enough protein. You're starting your day underfed. Instead, if you eat 6 eggs with some fruit, you'll stay full, your blood sugars will stay stable, you have proteins, healthy fats and nutrients, you'll actually feel energized for the day. If you just eat oats and fruit, you're loading up on carbohydrates, you'll crash in the afternoon, there's no real protein, it's a blood sugar roller coaster. Instead, if you have some Greek yogurt with some fruit and some sardines on the side, you have a brain boosting breakfast, which is going to help towards your muscle building goals, helping with recovery and helping you feel energized for the day. Видеа имате арсенал. Колку ви душа сака ве преплавуваат. Алгоритамот работи тоа што го барате, па потоа и да ве натрупаат со вакви содржини. Значи видовме колку се едноставни информациите. Се е сведено на шеќерот во крвта, се е сведено на тоа колку има инсулин, шеќер во крвта, нели топ информација сега, хаштаг инсулин и готово. И колку ќе имате енергија во текот на денот. Прво и основно, од еден доручек, дали ќе имате енергија или не во текот на денот, тоа воопшто не е пресудно, нели? Повеќе би рекол дали имаме доволно сон, дали претходниот ден доволно сме јаделе, дали имаме стрес, дали сме пиеле кафе, не сме пиеле кафе, значи еден куп работи треба да се исполнети за да имаме еден оброк, сигурно има да даде енергија. Добро што го начна кортизолот кој што исто така најголемиот натрапник. Тоа е, значи има еден куп работи што покажува дали ќе имаме енергија преку денот. Тоа што го наведов како пример јајце и леб, да, можеби не е доволно, да речеме, нели лебот го качува шеќерот и не знам што, сега тоа е, меѓутоа изборот на леб е многу битен и со што го јадеме. Во случајов е со јајца и со јајцата кои што носат протеини и масти, и веќе тие не дозволуваат толку
да се качи шеќерот во крвта. После може да се збогати, например, еве плюс и со некој намаз, со хумус или со што и да е, па да биде баш целосен оброк. Додека пак од друга страна нели препорачува 6 јајца, што типично е, ова е типично во тој вежбачки ранг, да речеме. Ранг дека треба да се јадат многу масти и протеини од сабајле, не треба јаглехидрати. Искрено секојдневно ги слушам овие информации. Дали се пресликуваат содржините и сега сакаме да бидеме и ние нели едукатори, па сечега јас ќе го земам видеото, ќе го пресликам на мој начин. Ако едно видео, едно-две видеа на таа тема се вирални, после сите прават такво видео за да бидат вирални, нели? За да имаат пак прегледување. 6 јајца, например, за некого, за многу луѓе се премногу, искрено, да. Прво нема со неколку овоше од страната, тоа нема доволно влакна прво за старт на денот. Исто така влакната кој што ги има во растителната храна се многу битни, како и протеините, нели, како и мастите, како и се друго. И вториот пример што го наведува ове со овоше, реално тука има само јаглехидрати, нели? Протеин нема, така? Да, нема протеин, тоа е точно, меѓутоа ако го искомбинираме со втората варијанта што дава грчкиот јогурт со овошето и овесните снеголки, тоа што имаме Зошто мора да преме некои вештачки комбинации, грчки јогурт со овоше па и сардина? Нема логика, нели? Така што како да кажам, некомплетна информација, ама кога вака ќе ги разложиме, делуваат малку понејасно за разлика од неговите ставови. Ова, ако го јадете, ќе го качи шеќерот во крвта, ќе останете гладни. Ова, ако го јадете, ќе биде окей и толку. Остануваат, Антонио, јајцата за доручек златниот стандард се уште? Сега збориме за луѓе кои што нели се насочуваат кон тема на веганството и сакаат да го применат тој начин на живот, нели секако него спориме нивниот факт ако прават и одлична емпатична побуда кон природата и животната средина. Така, да. Значи, протеините може да се снабдат на различен начин, меѓутоа многу лесен начин на снабдување протеини и куп хранливи материи се јајцата. Реално. И здрави масти. Да, значи не се задолжителни како што никоја друга храна, не можеме да ја замениме, се дека можеме да најдеме замена. Супститути постојат. Да, меѓутоа се многу лесен начин на снабдување доста хранливи материи, жолчката е доста хранлива, плюс тоа самата белка е исклучителен извор на протеин што лесно се абсорбира. Така што, освен ако некој нема стварно причина зашто да ги избегнува, зашто па и да ги нема нели во доручекот. Не викам дека мора по секоја цена да ги има. Може да се може да се заменат, например, сега доста ова котиџот е доста популарен и по доста поволни цени гледам дека има веќе и македонски производители пласираат на пазарот и тоа доста вкусни варијанти. Така што може и тоа да се замени некој ако не сака јајца. Или евентуално со, не знам, намази од мешунки, додатоци за тие што не сакаат, или тофу за тие што не сакаат јајца. Така што се одличен извор, ама и не е задолжителен извор на протеин. Го спомена котиџот, станува се популарен, мора да признам и во македонската заедница и кругови. Ако треба да избереме, да речеме, за луѓе кои што се нели проблем со млечните производи, лактоза и така натаму, дали се уште постои дека во топ 3 избор би била моцарелата, котиџот и урдата? Како топ избор од млечните производи, каде што има помалку масти, соли и така натаму. Не, имаат прво пред се помалку лактоза. Зависи до душа од производителот. Да, зависи од производителот, ама се млечни производи со помалку лактоза и се поподносливи. Тоа сум го приметил и кај клиенти, да, дека полесно можат да поднесат моцарела, котиџ, типови урда, зависи кој како е. Па пармезанот со оглед до тоа дека не се става во големи количини, може да се значи процентот што се додава е мал. Јасно. Со тоа не носи многу лактоза. За разлика од некои луѓе кај некој јогуртот на пример е добар или не е добар во однос на лактоза толеранцијата, а за млекото најчесто комплетно е исклучено. Јасно. Да, ама пак зависи, ќе речам, од производите, затоа што сега нели има и добри млека без лактоза. Така што може варијации на тема се. Варијација на тема. Затоа ќе ти кажам благодарно од име на целата македонска заедница, а и оние баш кои што велам јас се твои фанови, ги следат сите твои редовни активности на социјалните мрежи, најде дека и покрај твоите појавувања можеби на панел дискусии, да речам ајде поколективни манифестации, успеваш да работиш со клиент, бидејќи секој клиент е своја приказна и тежина за себе. Така што за тоа вистина ќе ти честитам и покри редовните настапи дека имаш простор за тоа. Готвиме денеска вафли. Да, вафли, еве безглутенски. Безглутенски. Овие се од брашно од наут. Сакам во една прилика просто на дигресија да те викнам на тема Хашимото.
Да, може да. Надвор од кујната може да ги Да. споиме работите, па да збориме дека тука знам дека еве во моето опкружување, вклучувајќи и мојата мајка, има проблем со глутенот и хашимотото. Па нели тука редовно се исклучуваат да речеме продукти кои што имаат глутен. Една од најжешките теми и доста дискутирани и една од темите со многу дезинформации на интернет. За хашимото. Да, баш за хашимотото. Добро, значи овдека правиме безглутенски вафли, кои што се доста богати со растителни влакна, со растителни протеини и животински. Значи тоа е една одлична комбинација со која што може да се почне денот, плюс додаваме зеленчук. Значи јас овде ќе додадам црвена пиперка чисто за боја. А и варките. Да, сега се уште скапи Да, до душа, скапи, да, јасно. ама за некој месец ќе бидат со нормална цена. Цена, така е. И може да се додаде избор на зеленчук, например, може да се изренда морков во ова комбинација. Само да не се додаваат некои поводлести Како зеленчуци. циквичка или нешто што Да, ќе тие пусти мислам вода. дека повеќе би пуштиле вода и веќе вафлите не би биле добри. Во хомогена со структура како што треба. Да, тоа веќе не е нешто посакувано. Али младото кромиче веќе е Да, сега младиот кромит ни е во експанзија. Така, да, значи можеме да го искористиме или зелените пиперки баш вчера бев на пазар и видов дека се со достапна цена, па еве може помеѓу време. Така е. Јас чисто ги земав сега за боја. Јасно. Инаку не се баш сега достапни. Тие ни се овде. Еве и кромичето на брзина ќе го насецкам. Може да се додаде лукче од зачини, сол, црн пипер, буковец, чили или некој друг ако сака зачин кој што ќе му одговара во ова комбинација. Значи, една пиперка, една китка млад кромит ставаме. Да, Макдонос исто може да се Да, тоа сега да додаде. ти споменам дека може Значи да се се што не е водлесто, тоа ни е битно да немаме премногу водлест. Дали добро лично спанач? Спанач, да, може. Така? Може и спанач. Супер би бил. Овде ќе имам некаде околу 190 грама брашно од наоце, наоѓа во продавниците за здрава храна. Достапно е. Одлично замена за луѓе кои што имаат проблеми да речеме со дигестија и со глутен, брашното од наот. Супер. Дури моја пријателка сама го прави. Да, ќе им дојде. Да, тоа ако има некој појак блендер, секако прави во брашнаста може. форма, да. Сега јас ова го ставив, тука требаше сега и водичка да додадеме малку. Веднаш. Јас ќе ги асистирам тука. Водата нема да претеруваме со водата затоа што не треба да добиеме тесто за палачинки, туку за вафли, за да не се растураат премногу во машината за вафли. Вака отприлика тоа би дошло колку пола чаша, да не заборавам малку масло за вафлите да не се лепат нели на. Тоа се некаде околу 3 лажици, јас ке мене од око мерам, така што затоа што сум постојано во кујна, па некако ми доаѓаат мерките нели Само природно. по себе веќе, да. Да. Сега, овдека рековме ставаме различни зачини и додаваме пола лажичка сода бикарбона, не печиво за нараснување, да, за нараснување. И Прашок за пециво не. Не. Вака измешани ги оставаме го оставаме тесто малку да отстои некои десетина минути за да впие брашното, да ги впие течностите, ја додаваме содата и ги печеме. И тоа е тоа. Тоа е процесот. за- Да. Така што имаме еден брз доручек што има и протеини и влакна кои што држи долго време ситост, плюс имаме нели и зеленчук, да не се мислиме во текот на денот нели како да Јасно. додадеме зеленчук. Сега Ако не е ја немаме многу. машината за вафли, мислам дека некој пат и на тостер може да се направи. Може, Така? да, затоа што не се Важно многу е- течни, еве го тестото е доста Баш хомогено е. Да, доста цврсто. Реков да не биде сега како палачинка, не сме да биде никако за леп, на пример. Јасно. Нешто измеѓу. Ете, како што Така да тоа е тоа, го оставаме ова да отстои. Сега немаме Еве како тука изгледа, тука сме зоки, еве. немаме Чисто тука да за знаеш. вафли, Вака изгледа, отприлика како треба да биде структурата. ама Значи, имаме непремно. готови вафли. Да, тоа е Да. магијата на телевизијата. И сега Антон, секој тие пат се го- направени претходно помалку се подомекнати. Ако сакаме покртскава структура, може да се додаде брашно од орис. Така? Или пченкарно брашно и ќе добијат некоја покртскава структура, ама сепак ако сакаме покртскаво, треба веднаш да ги јадеме, инаку како и сите вафли нели омекнуваат со стоењето од Нормално. влагата. Што би препорачал за одзгоре, може би пак повторно грчки јогурт, добро да даде? Може грчки јогурт или некој ако сака може да ги направи во блага варијанта, малку да стави сируп внатре, нели зеленчукот тогаш отпаѓа од комбинација. Јас не ставив само сол црн пипер нели овде. Да. Тогаш сол нема да става. Тогаш може и нешто да речеме джем некој домашен да се додаде. Ама Дали ова овој
варијанта. може да се исецка некоја? Ово ше исецкава, Слива, да, некоја сега кајсија, нешто може би. сега еве јагодите се актуелни, па со јагоди може да се искомбинираат, ама оваа солена варијанта со грчки јогурт или со котиш би била баш идеална. Имате доза протеин како што треба, бидејќи наутот сам по себе мислам дека Да, содржи добра и протеин, замена да. и за месото, луѓе кои што не го имаат месото. Да, наутот е доста интересна мишунка затоа што има и добар процент на масти и е нешто покалоричен, да речеме, од граф од леќа. Меѓутоа е, како да кажам, ајде, ако така може да се изразам, покомплетен ако го земеме како оброк, нели? Така што мене ми е една од фаворит намирниците што редовно ги користам. Значи златен стандард, да речеме за луѓе кои што се вегани или се повеќе по вегетаранскиот свет, супститут замена е наутот. Така, да, можат и ова да си го направат, само што место јајце ќе стават ленено семе кој што брзува, нели? Аха. Така што може таа варијанта да испробаат и ќе имате протеини уште кога веќе правевме, нели, ако не мора јајца, нели, да се додаваат наутро. Само да прашам, бидејќи ајде јадеме секој пат се надоградува, надополнува, извади и неколку кувари убави, нели, во име и на велигденските пости, ако не грешам, можеби имаше нешто. Па да, така беше лани за велигденските, ама се продаваше доста и оваа година книгата, мене многу ми ја нарачуваат луѓе затоа што се користат веројатно преку цела година. За подароци ја купуваат. Тоа ми е посебно драго, нели? Затоа што знам имаше една девојка нарача 3 од Охрид, мислам дека беше. Нарача 3, јас нешто и ја задосев испораката на првата и ми вика чекај, не ми ја прати уште 2 ќе нарача. Тоа е добро. Така што не знам, кога гледам дека така на луѓе им се допаѓа тоа што го работам, мене ми е поттик да сработам уште нешто плюс. Ќе бидеме сведоци, претпоставам, на уште многу твои следни креативи. Да. Чувај се до следен пат, Антонио Велковски денеска. Ајде да јадеме, го имате веќе на располагање за сите совети и оно што ви е потребно можеби да смените малку, не секој пат од здравствена побуда, туку и да промените во начинот нешто во животот и во исхраната, го имате Антонио. Вам ќе ви посакам бон апетит и пријатно јадење.